Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски во присуство на двајцата министри Минчев и Филков не откри повеќе детали околу преговорите со премиерот Мицкоски за владината реконструкција и повтори дека сите опции се на маса. Димитриевски кажа дека е задоволен од работата на двајцата министри на ЗНАМ, но остави отворена опција и за можни рокади на ресори, без да ги потврди шпекулациите, дека ги бара Министерството за внатрешни, одбрана или финансии, во случај да треба да се откажат од правда. Сепак Димитриевски тврди дека Министерството за земјоделство досега не е на маса во преговорите со Мицкоски, ресор кој според досегашните брифинзи од владеачките партии веќе е ветен на вреди. Се уште нема такви предлози на маса, така да не би сакал да шпекулирам. Постојат многу медиуми кои што брифираат врз база на принципот рекла казала и не би сакал да се спуштам на тоа ниво. Првенствено сите активности во тој дел се менаџирани од страна на премиерот и мандатарот, кој што има апсолутно свое право да посочи, укаже, да направи одредени комбинаторики во делот на распределбата на власта помеѓу владините партнери, а наше е дали ќе се согласиме со тоа или не. И додека Димитриевски демантира дека за земјоделие воопшто е разговарано, во јавноста како нов министер веќе се споменува името на Борче Серафимовски од ЗНАМ, кој во моментов ја извршува функцијата државен секретар во истиот ресор. Инаку според информациите од досегашниот тек на разговорите, најмалку 6 министри ќе ги напуштат функциите во предстојната реконструкција. Според информациите на Канал 5, покрај во Правда, Мицкоски ќе направи промени и во здравство, култура, спорт, односи меѓу заедниците, социјална политика и земјоделие, но не се исклучуваат и други. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека допрва ќе се види кадровскиот потенцијал на реконструираниот владин тим, но не верува дека евентуалните разлики меѓу владините партнери околу министерските места и ресори можат да предизвикаат посериозна дестабилизација на Илинденска. Но во смисла на политичка оптика, мислам дека сепак реконструкцијата ќе иде малку поголема, односно дека ќе оди со гласање на цела влада во собранието. Тоа што го видовме во медиумите, значи најавите кои ги видовме за рокади и за промени, упатуваат на тоа дека нема да биде проста замена на министри, а какви ќе бидат новите министри кои ќе седнат и дали ќе испорачаат, тоа допрва ќе видиме. Јас мислам дека на крајот ќе се помират, бидејќи не верувам дека владината коалиција е во фаза во која сака да ја растура приказката и владината коалиција за едно министерско место. На крај мислам дека ќе најдат заедничко решение, бидејќи сепак се работи за кадровска промена, а не проблем во идеологија. Арсовски смета дека владината реконструкција не може да биде вовет ниту контекст за предвремени избори, ако тие како опција се споменуваат дури за следната година.